Здраво, јас сум Горан Теменогов, а вие го гледате подкастот Каде се парите. Во оваа втора сезона во неколку емисии провејуваше темата на сметководителите и на сметководството. Оваа дејност има проблеми, а е од исклучителна голема важност за функционирањето на стопанството, бидејќи со добри сметководители, со добро сметководство работењето на фирмите е подобро, но исто така многу е значајно за влијанието на прибирањето на даноците, односно колку добро сметководство, толку подобро се полни државната каса. Знам дека за јавноста ова е далечна тема, но подкастов е место каде што зборуваме за се што е важно за економијата, а ова е исклучително битно. Но да не должам да ја најавам денешната гостинка, тоа е првиот човек на Институтот за сметководители и овластени сметководители, Весна Прентовска. Добре дојдовте. Добре најдов. Добре, значи го кажав името како што треба, бидејќи беше претходно погрешно запишено, па ме коригиравте пред да почнеме. Значи, или скратено сте ИСОС. Ајде вака, сега бидејќи мене многу ме интересира темава, се запознав со неизе кога вие имавте годишно собрание, меѓународна конференција, поточно каде што имаше и меѓународни гости. Интересни работи се открија, тогаш ја лично како новинар открив дека сте многу важни за економијата. Не бев свесен до тогаш, морам да признам, иако 3 децении сум новинар, но не бев свесен за значењето на сметководителите, но од друга страна и открив дека сте многу важни за целиот систем, како за државата, така и за компаниите, но исто така за жал се откри дека имате некои проблеми внатре во професијата, како сте структурирани, какви услуги давате, дали работите со меѓународни стандарди и така натаму, но првин јас напомнав зошто сте важни, но можете ли вие да ми кажете зошто толку е важно сметководството и зошто мора да се прилагоди на меѓународните стандарди и зошто тоа се форсира во оваа една година? Вака најпрво фала на поканата, како што и напоменавте дека подобри сметководители, подобро наплатен данок. Точно е дека сме важни. Важни сме од две причини. Едната е, ако сметководителот не ги сработи документите и не го пресмета данокот, државата нема да знае колку ќе наплати данок на додадена вредност. Ако он не ја сработи завршната сметка, државата нема да знае колку треба данок на добивка се плати на крај на година. Од друга страна, собствениците на бизниси, ако сметководителот не сработи све, нема да знаат како сработиле и колку треба да платат данок. Она што е важно е дека сите финансиски текови почнуваат завршуваат со сметковителите. Точно е дека сме важни. Точно е дека не се знаело за нас до скоро. Меѓутоа, тука сме, се рестартира институтот, се екипиравме, работиме во полн состав, и управниот одбор, и надзорниот одбор, и собранието, и комисиите, и членовите се реактивираа сите. И целта ни е малце повеќе да издигнеме професијата таму кај што заслужува, односно да ја го вратиме угледот, бидејќи сепак се работи за професија која што секаде во регионот и на запад е многу угледна, односно многу битна. Едно време во минатото имаше две професии кои што многу абсорбира од граѓаните, тоа беше такси професијата, каде што ти до оние што не можеа да се снајдат, но исто имаше еден период каде што сметководството абсорбираше голем дел од луѓето. Се зборуваше дека има околу 9-10 илјади сметководители во еден момент, па после се донесоа некои правила за да се лиценцираат, па до 9 до 10 години ако има работно искуство над 10 години може лиценца, до 10 години не може лиценца ако немаат завршено факултет на економски и така натаму, но се добиваше впечаток дека тоа е професија кој што секој што знае малце економија, математика, што го бидува со бројки, може да си најде парче леп да вади таму. Дали тоа се уште така или се појави у суштина проблем на така масовното влегување во една професија без посилна селекција? Знаете како тоа беше периодот кога се воведоа за прв пат меѓународните стандарди кај нас, 2009 период 2011. Точно е дека беа над 10.000 сметководители, меѓутоа некогаш квантитетот рага квалитет. Можам да кажам дека сметководството пред 20 години денес воопшто не е исто. Многу е жива материја, особено после короната, промените се на дневни основи и ако не ги следиме, не можеме ни ние да кажеме дека сме конкурентни. И сега доаѓаме до прашањето конкурентни. Што значи се ова? Зборувавме дека има проблеми
во професијата, ајде да ги откриеме тие проблеми за да им стане на оние што не следат појасно за што станува збор. Какви проблеми има во професија која што работи со пари, има пазар, компании имаме околу 60-70 илјади кои што работат, пазарот е тој што е. Значи генерално доаѓа на еден сметководител, сега се многу помалку од 10.000, мислам дека се некаде околу 4.500 сметководители, значи доаѓаат под 20-15 компании на сметководител, генерално може да се живе. Какви вие проблеми имате за да да дојдеме тука и да зборуваме за нив? Ние сметковителите обожаваме да се изразуваме низ бројки, нели во бројките веруваме. Добро. Она кое што ние како институт го направивме, периодот измина, беше прво ажурирање на регистрите. Зошто го кажувам ова? Регистрите се тие преку кои што ќе знаеме кои сме и колку сме. Ако базата на институтот е некаде околу 8.000 активни сметководители, годинава со размената со централниот регистар беа 4.600 околу толку и негде околу 1.780 правни субјекти. Тоа значи дека имаме колеги во фелата кои што не ја работат професијата и убаво е да знаеме колку сме. Затоа инсистиравме на размената на податоци со централниот регистар, процес кој стварно многу го сработивме и ние и централниот регистар заедно. И во моментот можам да кажам дека правиме се што можеме за да направиме простор каде што колегите ќе работат. Едното прашање е кои сме и колку сме, другиот предизвик кој што го имаме е квалитетот и професионалноста. И третиот дел е рамката во која што ние работиме. Што значи тоа рамката во која што вие работите? Условите кои што се стандардите кои што се применуваат, законските прописи, бидејќи знаете како сметководителот, интересна работа е мора да знае све. И од законски прописи, и од измени, процедури и све. Баш сега периодот имавме средби со колегите од целиот регион во државата и она што заклучивме беше дека ние сме многу важни. Зошто викам вака? Ако одите во банка како сопственик на бизнис да поднесете барање за кредит, ќе ви кажат ова нека пополни сметководителот. Ако одите во агенција за вработување, иако тоа не е сметководствена работа, ќе ви кажат ова нека пополни сметководителот или пријавата од јавата. Ако одите во фонд за пензиско нешто да се пополни, пак ќе ве посочат ке сметководителот. Многу сме битни, меѓутоа сме многу потценети. Потценети, да, но многу интересно го спомнавте нешто што беше и на меѓународната конференција истакнато, представничката на Народната банка што беше пратена за да зборува, спомна дека Народната банка инсистира во моментов до домашните банки да се придржуваат на меѓународните стандарди, да ги воведуваат меѓународните стандарди, а ние, нашите сметководители, односно сметководството во Македонија, апсолутно е далеко од меѓународните стандарди, односно не се работи според нив. И доаѓаме во една колизија, каде вие самата спомнавте дека се бара од банките сметководителите да ја завршат работата, но доаѓаме до позиција каде што банките бараат едно, а сметководителите можат да испорачаат друго, односно не споиво едно со друго. Дали ова е сериозен проблем? Го детектиравте ли како проблем? Да, го детектиравте, морам само да ве коригирам, не е дека сметковителите не работат по меѓународни сметководствени стандарди, меѓутоа тие се многу стари, од 2009 се. Така. Рачунете дека они има, да не кажам на квартално ниво промени. Така, не се апдейтирани, Не се ажурирани, така. да, последно сега ги ажуриравме во март, институтот како врска ги преведе стандардите, министерството ги објави, ако долго време не ги следите промените, после е многу тешко да влезете во колосек. Затоа што ќе треба премногу напор наш за да може да се приспособиме на најновите промени. Ако постепено ги абсолвираме промените, многу полесно ќе работиме. Меѓутоа рачунете дека над 15 години ништо не било променето и сега наеднаш доаѓаме до момент на ново известување, ново сметководство. Сметководството порано и денес не е веќе исто. Сметководителот не е оној што ги раскнижува моментите и документите, односно не прави само анализа на трошоци и расходи. Сметковителот веќе денеска треба да ги чита бројките и да биде еден вид на советник на бизнисите. Значи, од она што сега во моментот можеме да разбереме, да разберам јас, во суштина се работи со по меѓународни стандарди од 2009 година, например Народната банка инсистира банките да работат по меѓународни стандарди од 2024 година. Мислам тоа се најновите, рековте квартално се апдейтуваат, вие ги преведовте колку што знам се преведени веќе 2000 страни се преведени со новите апдейтираните, односно ажурираните
податоци. Тоа е сериозна работа. Зборуваме за 4600 сметководители. Дали ќе успеат таа дупка од 15 на години, односно од старите стандарди што работат, а не се ажурирале или не се прилагодиле на новите, да ја надополнат во овој нареден период? Јас мислам дека имаме капацитет тоа да го направиме. Ние како институт последните 2 месеци интензивно имавме индивидуални средби со сите акредитирани куќи кои што вршат едукација, за да може периодот кој следи да ставиме фокус на полесно и поедноставно појаснување на промената на стандардите за сите сметководители, односно нивната примена они подобро да ја апсолвираат. Ипак тоа се работи за некои основи кои што секој сметководител ги има, меѓутоа треба само малце волја и повеќе ангажман за да може тоа да се апсолвира. Да, но сега се поставува прашањето зошто исто така важна тема, зборуваме за сериозна бројка од 4600, можеби и повеќе се сметководители, ја го вадат лебот овие луѓе од оваа професија, но да се надополни една дупка од 15 години е сериозно обврскан, но исто така според информациите сериозно старе е оваа служба, односно сметководителите што се во бизнисот се и возрастни луѓе, над 55 години, викаат дека сега таа бројка е 60 години. Има ли реално можност да се надополни оваа празнина? Вака, оние статистики кои што ние ги имаме е тоа дека околу 50% од членството е од 35 до 55 години. Точно е дека како и во сите професии кај нас, и оваа професија стареа и се соочуваме со предизвик како да ги привлечеме младите. Младите се толку енергични и посветени на дигитализација и глобализација, така да ние мораме да се прилагодуваме. Ние како Македонија сме единствена членка во регионот која не е членка на ИФК, Меѓународна сметководствена федерација. Сакаме да бидеме таму и во моментов она што го правиме како напори е да ги исполниме сите нивни барања, предуслови и стандарди за да станеме членка. И тоа е добро што ние сме во тој процес инклузивно сите вклучени како институции, ја имаме поддршката од сите. Меѓутоа, за да ги привлечеме младите, ние мора да го кренеме угледот на професијата. Како? Угледот ќе го кренеме со тоа што прво ќе се видиме кои сме и колку сме. Пак ќе кажам, успешно заврши процесот, ете со самото функционирање на размена на податоци успеавме да спречиме одредени злоупотреби на наши уверенија. Односно се воведува веќе ред, точно е дека правиме чекори, во моментов можеби се мали, после може да бидат големи, меѓутоа мораме да почнеме. Младите не сакаат да работат во нерегулирана професија. Значи мора да воведеме дигитализација, мора да ги воведеме стандардите, мора да бидеме блиску до регионот, да не кажеме пошироко. Значи чекорите мора да ги направиме сами. Ние како институт ќе гледаме да возможиме сите можни инструменти кои што ни стојат на располагање за тоа да им го лесниме на колегите. Сега збориме за две работи. Едно е да привлечете млади, кои што ќе бидат новата сила во сметководството, но што правиме со оние 50% што се над 55 години? Рековте дека 55 се од 35 до 55 години, но остатокот веројатно е над таа Тоа се негде граница. околу 27%. Последните 27. статистики кои ги вадевме. Како со нив? Како да ги натерате да се прилагодат на новите стандарди и да бидат компатибилни со новите стандарди со кои што се применуваат во сметководството? Имате ли план за тие луѓе? Имаме план. Наше е да им овозможиме многу лесно апсолвирање на промените. Оние имаат основата, го имаат искуството. Точно е дека треба екстра напор, периодот кој следи. Меѓутоа, мислам дека сите заедно сакаме да одиме напред и да ја издигнеме малце професијата на квалитетот на услугата да го подигнеме по високо ниво. Верувате дека ќе успеете? Да, верувам. Има на економски факултет смер сметководство и ревизија. Дали за да се влезе во оваа професија треба да се има факултетот или може да се влезе и со други професии? Она кои се законските критериуми за да се добие уверение за физичко лице, тоа е дека треба да има завршено факултет од областа на економијата и менаџмент. И да има одредено искуство. Тоа е овој период и согласно законските обврски од наредна година ќе треба да се воведе испит за полагање кој што е согласно светските критериуми. Значи ќе се полага. Да. Дали бидејќи се заоструваат критериумите сега, бидејќи сака да се воведе ред, секогаш кога се обидува да се воведе ред кај нас,
малце се дочекува на нож. Дали колегите сметководители го дочекуваат оваа промена дека мора да се прилагодат на новите трендови, на новите правила, на новите стандарди, го дочекуваат со радост или малце имаат отпор кон ова? А не би рекла дека се работи за заострување на критериумите. Повеќе би рекла дека се работи за издигнување на професионалноста. Бидејќи знаете како според кодексот на сметководители на Меѓународната сметководствена федерација која е во примена кај нас, 4 основни правила се за еден да може да биде добар сметководител. Интегритет, објективност, професионална компетентност, доверливост и професионално однесување. Не би рекла дека се затегнуваат или се регулира многу професијата, колку што мислам дека повеќе се оди на свесноста, бидејќи на крај на ден сметководителот работи во јавен интерес. Сметководителот е единствената алка помеѓу бизнисот и стопанството и тоа е еден комплексен процес што една алка ако не функционира, цел систем ќе се распадне. Значи, да појасниме, она што го спомнавме веќе, држава, сметководител, компании. Тоа е у суштина поврзаноста во системот. Вие сте на средината и помагате на компаниите да функционираат, но помагате и државата да знае како функционираат бизнисите. Сега, зошто цело време зборувам за сметководителите и за нивната возраст, бидејќи добар дел од нив се уплашени како ќе се снајдат со новиве правила, бидејќи во онаа дупка од 15 на години ќе треба да се надополни. Може ли да ни дадете една информација колку ќе им треба време за да се прилагодат на овие нови стандарди, односно да е надополнато на дупка? Викате имаат основа, но сепак ќе треба веројатно да седнат и да го загреат со столчето и да учат. Колку е тој процес, за колку се совладува? Гледате, измените кои што сега се донесоа, најмногу се засегнати големите и средните компании. Малите се уште не се, бидејќи во тој дел нема измена зборам на стандардите. А малите и големи и средните компании веќе сакале или некеле ги применуваат тие известувања. Затоа што грото кои што имаат странски капитал веќе двојно репортираат. Дел за Македонија, дел за фирмата мајка. И тука мислам дека ќе има доста големо леснување. Затоа што тогаш ќе има еден вид на финансиско известување. Средните компании се компании кои што веќе работат голем дел со странските компании. И они мора да се приспособат, односно да се усогласат за да може да опстанат. Во интерес на сите ние ова што побрзо да го примениме и апсолвираме, односно точно е дека треба малце повеќе екстра напор. Меѓутоа на крај на ден се работи за професија која што е жива материја. Ако не следите и не се надградувате, едноставно во дел на пазарна економија, пазарот ќе си го каже своето. Наше како институт е добрите да ги направиме уште подобри, а тие кои што се помалку добри, да ги приближиме кон добрите. Малце овако го кажавте, големите компании двојно реферираат едни кон мајката фирма, една кон Македонија, средните работат веќе со странски компании. Само да сите што не следат би ги вратил на епизодата со Виктор Мизо, каде што токму тоа го истакна дека има двојно сметководство, за да може да се разбере, мора да се преведуваат домашните извештаи, за да може да бидат разбрани во нивната германска матична компанија. Ова е сериозен проблем за бизнисот, да имаме двојно сметководство во суштина. Рековте дека верувате дека ќе се надмине, но некако рокот се доближува до која ќе треба да бидат подготвени сметководителите. Тоа е фамозниот 1 јануари 2025. Тоа значи некаде околу 6 месеци. Ќе се стигнали за 6 месеци сметководителите да бидат подготвени според оние нови стандарди да работат, кои што се 2000 преведени, 2000 страници преведени, да ги совладаат, да ги положат, да се лиценцираат и да можат да работат. Јас мислам дека ќе се стигне. Ипак ова е инклузивен процес каде што има повеќе засегнати страни и повеќе институции кои што се вклучени. И ако сите си ја одработиме нашата задача која што ние, мислам дека ќе се стигне. Затоа што со добра организација, со добра комуникација, со добар диалог и со добра едукација, мислам дека ќе се постигне се. Да, многу оптимизам кај вас, но дефинитивно ние малце знаеме да заостанеме и кога треба да се прилагодиме малце потешко ни иде. Како очекувате дека се ова ќе се постигне? Како што кажав и претходно, комуникацијата помеѓу сите засегнати институции,
е на добро ниво, да не кажам на солидно ниво, сите сме на крај бенефитот ќе биде за сите. Најмногу за сметководителот како поединец, меѓутоа и за сите стейкхолдери кои што се вклучени во целиот процес. Кои се учествуваат, бидејќи сме во многу специфичен период, од кого се зависи да биде успешна мисијата, а сметководството на 1 јануари 2025 да биде според најновите меѓународни стандарди. Тука се вклучени повеќе институции, тие се дел државни, дел се здруженија и сметководителот како индивидуа, така да верувам дека тоа ќе успееме да го направиме. Да, рековте државни, сега знам дека е специфичен периодот, се менува власта, дека очекувате да видите кој што како, но дали државните институции како што е Министерство за финансии, Управа за јавни приходи, сите што треба да се прилагодуваат, се подготвени во овој момент да излезат во пресред, се да тече како што треба да тече. Јас мислам дека сите имаме капацитет да си го сработиме нашиот дел и ако сите си се вложиме максимално, тоа ќе успееме да направиме. А ако не успееме, ако се задоцни, што ќе биде после 1 јануари? Како мислите? Не успееме, се задоцни, бидејќи 6 месеци, сепак според мои пресметки е некако рок да се постигне сметководителите да се прилагодат на новите стандарди. Не се постигне да бидат прилагодени грото од сметководителите. Што ќе биде после 1 јануари ако не се прилагодат? Видете, 1.1.2025 почнува нивната примена. Тоа значи дека нивната импликација ќе биде на крај на 2025. Добро. Ние до 1.1 имаме време да се прилагодиме. Од 1.1.2025 веќе почнува нивната примена. Што значи ефектот од примената на овие стандарди ќе биде дури на почеток на 2026. Што значи не се 6, него се повеќе. Добро. И затоа викам, доволно е периодот за сите да се вклучиме максимално и да го дадеме свой придонес. Добро. Океј, значи верувате дека за година и пол се ќе си легне на свое место. Видете, ние имаме стварно добри сметководители и можам да кажам дека они до сега се соочувале со многу повеќе предизвици, како што се промени на закони во рокот еден ден пред завршна сметка и све, така да не е нешто ова што ние нема да го апсолвираме. Ова ќе го апсолвираме и така. Тоа мислам дека многу добро. Дали верувате дека од 4600 сметководители грото, ајде да речеме 90% ќе успеат да се прилагодат на новите стандарди? Некаде околу 55-56% се зафатени со овие измени, затоа зборам за средните и за големите, така да верувам дека да. Да, добро, оптимизам кај вас. Малце зборевме ние за проблемот со регрутирање, со тешко регрутирање на нови вработени во сметководството, но и интересно беше млад сметководител на конференцијата зборуваше дека тоа е солиден бизнис. Да се биде млад, да се знае сметководство и да се знае англиски јазик и да се работи по меѓународни стандарди, значи да не се чека сега да се применуваат или да се совладуваат, туку да се совладале во минато. Тоа можело, тоа носи и добра заработувачка. Навистина ли има добра заработувачка ако се работи со меѓународните стандарди? Има. Видете, тоа е професија која што е цената, значи без сметководител не можете ништо да не правите. И во приватните, и во бизнисот финансии, и во личните финансии. Секој што сака да понуди квалитет, ќе си понуди цена. Пазарна економија е, сите сакаат да бидат навремено информирани, со навремени известувања, со навремени коефициенти, со навремени препораки. Така да ние треба само најголем дел од работата си ја завршиме самите себе. Да се наметнеме на бизнисот. Колку бизнисот препознава дека сте вие клучни за нив? Се смени ли она Почнува да се менува. старото верување дека вие само ги средувате хартиите? Почнува да се менува и тоа е добар сигнал. Почнува да се менува. Како ве доживуваат сега? Што очекуваат веќе од вас? Што нудите вие, што порано сега, а што нудите сега? Мислам дека се повеќе ќе не доживуваат како партнер за тоа што сваќаат дека секоја бројка во денешно време е битна и ако не навремено реагирате, особено на сиве промени после короната, дека толку е динамично времето и промените што едноставно нема да можете да пратите од. Одлуките се носат на дневна основа. Нема веќе планирање како порано. Порано беше бизнис план на 5 години, сега бизнис план може да го правите на 3 месеци. Зошто ја спомнувате короната цело време како некој пресвртен момент? Затоа што тогаш беше пресвртот и со дигитализацијата, и со известувањето, и со све.
Ајде да објасниме сега. Знаете, ми давате штури одговори како да публиката наша се ова го има абсорбирано. Појаснете го за да бидејќи и Во мене не време ми на е јасно, не само короната публиката. дојде моментот сите да работиме од дом. Добро. Се изгуби контактот, се изгуби све, почнавме електронски и се наметна моментот на дигитализација. Известувањето се смена. Што е тоа известувањето? Финансиското известување веќе е променето, не е основа само приходи и расходи, него треба да се види структурата внатре, треба да се види кој тип на приходи, кој тип на расходи, како растат приходите, како растат расходите. Бидејќи имаше многу промени во сите сфери. Се зголемуваат цените, се зголемуваше, немаше доволно производи. Фирмите беа во еден вид засегнати како да опстанат. А сето тоа мораше брзо да биде имплементирано во сметководството, бидејќи билансите се тие што ни кажуваат како ние функционираме. Тоа е крвотокот на една фирма. И тука ние веќе чим се приспособивме и се адаптиравме, односно се прилагодивме на тие измени, сега мислам дека во иднина многу полесно ќе ги прифатиме сите други промени. Толку ли беше короната битен елемент вака да се смени економијата? Беше битен за тоа што имавме колеги кои што беа болни од корона, а роковите по закон течат и за годишна сметка и за данок на добивка и за данок на додадена вредност, поднесување на пријави, така да сите моравме да се приспособиме. Еве, ова не сме го размислувале од овој аспект. Колку сите сметководители се прилагодија толку од тогаш навам? Па видете дека тогаш никој немаше проблем со поднесување на годишни сметки, даночни пријави. Значи сите сметководители излегоа во корист на бизнисот. Значи немаше заостанување или казни или дека некој не поднел затоа што сметковителот бил болен или не можел или имал здравствени проблеми. Сметковителите професионално си го направија своето. И стварно беа, да не кажам, со голем предизвик, особено периодот на поднесување годишни сметки, кој што беше некаде од јануар до 15 март, каде што и пиковите беа најголеми. Значи, зборуваме за пред 4 години водењето на бизнисот во суштина се смени. Како и све во светот. Не, Погледот се ние смени. го слушуваме, го чувствуваме тоа на некоја макроекономска рамка, го чувствуваме како инфлација, како недостаток на производи, тешко да се набави автомобил нов да се купи заради ланците на набавка. Но ова не го имавме како представа. Толку ли се смени работењето внатре во компаниите? Се промени многу. Затоа што промените беа вод и мора секаде да бидат имплементирани. Денеска се менува цената, сметковителот мора да коригира. Имаше промени преку ноќ. Они мораше да се приспособат на тие измени, иако никој не бевме спремни за тоа. Како, од каде најдовте, ајде да подлога, односно база за тие промени? Ви помагаше државата, излегуваше во пресрет или вие црпевте искуства од околината дневно, го совладувавте сето тоа? Колку државата помогна вие да се прилагодите на себе ова, на овие промени? Јас би рекла дека ние се прилагодивме сами. Бидејќи сметководителите во тој период нема помош од државата во делот на субвенции, како што има другите, трговските фирми и производните. Меѓутоа, одговорноста која што ја има сметководителот за поднесување на годишна сметка, составување на даночна пријава, е лична одговорност. И ние многу добро одговоривме во тој дел. Ова е аспект нешто што сега откривам во овој подкаст за драстичната промена на бизнисот. Ова е многу интересен податок. Рековме дека има проблеми во вашата професија. Начнавме кои се проблемите, а тоа е пред се работење со стари меѓународни стандарди, сега треба нови. Зборувавме за решенијата, но испуштаме да кажеме зошто тие решенија се толку многу важни, бидејќи да, важни се за фирмите, за стопанството, за државата и сето тоа, но што значи прилагодување на 2000 страници нови меѓународни стандарди? Зошто е толку многу важно? Ни спомнавме за да може да се читаат и од меѓународни институции, фирми и сето тоа, но колку е важно се во ова? Некако немаме во јавноста представа дека ова е многу важно. Видете, меѓународните сметководствени стандарди се стандарди кои што се применуваат секаде. Тоа значи дека тој што работи во Македонија сметководство и известува по меѓународни сметководствени стандарди, може да ги чита и стандардите
и од Европа, и од афричките земји, од секаде. Бројките како бројки се меѓународен јазик, сте го разбираме. И кога имате унифициран начин на известување, е многу поедноставно. Многу е поедноставно и за македонскиот бизнис, и за банките кога ги читаат извештаите за да дадат кредит, и за фирмите кои што сакаат да работат извозно ориентирани или да увезуваат, бидејќи пак соработката со странските фирми го олеснува тоа. А од друга страна, и моментот на, бидејќи во преведувањето на стандарди беше едно од барањата на Советот за странски инвестиции. Тоа значи дека и странците што ќе доаѓаат кај нас, ќе знаат дека имаат унифициран начин на известување и работење. Пред се тука се мисли на професионалното репортирање, на објективноста и на транспарентноста. Дали ти се зголемат цените на услугите од јануари ако се прилагодите на новиве стандарди? Можам да кажем дека ќе се зголеми квалитетот. Зголемен квалитет носи зголемена цена. Пак ќе кажам, се работи за пазарна економија. Сите имаме различни потреби, какви известувања и какви извештаи и какво сметководство сакаме. Имате некој бара поедноставни, некој бара покомплицирани. Некој бара во делот да биде и советодавно сметковителот, некој бара само да биде известување ради државата. Се е тоа ствар на како сметковителот ќе се постави, како тоа ќе се договори, пошто се работи за однос помеѓу сметковителот и сопственикот на бизнис. Нама многу често се случува, еве на пример компании ќе речат, мене ми треба само сметководител, имам сметководител, ќе го ангажирам само за она плюс минус да биде, не ме интересира ништо друго и дел од сметководителите ќе речат, па ја можам се уште да функционирам на стариот начин, не ми требаат новите правила, ја ќе се бидам плюс минус, нема да се надоградувам. Може ли тоа да ни се случи по наредната година? Може да се случи, меѓутоа за сите има простор и пазар. Може некој да си остане таму каде што си е, но и некој да сака да напредува. Ова значи дека немаат обврска сите да работат според новите меѓународни стандарди. Пак ќе кажам, ова е најмногу засегнато за средните и за големите. Така. Во моментов малите и микро не се толку засегнати, со дека не дојдат измени во тој дел. Значи ние ако ги следиме терковите кои што се меѓународно, како се носат нови стандарди и ги преведуваме и ги имплементираме, како што ќе се движат промените, така ќе бидеме сите засегнати. Ова во моментов кој што се донесе како измена, најзасегнати се големите и средните претпријатија. Колку во овој момент сметководите работат со ваквите компании, у суштина со големите и со средните? Статистиката која што ја имаме покажува дека 60% до 65% од сметковителите работат во големи и средни фирми. А другиот дел се сметководствени бироа кои што ги обслужуваат помалите фирми. Значи во суштина околу 65% ќе треба да се прилагодат на новите стандарди. Зборувавме дека вие верувате дека ќе ги совладаат тие нови стандарди од 2000 страници. Како одеше преведувањето на 2000 страни? Колку време се потроши и дали е добиено зелено светло од меѓународните институции дека тоа преведот е верен на тоа што треба да биде? Процесот беше предизвик и беше комплициран, тоа што ипак траеше околу 4,5 месеци. А ние имавме екипа која што тоа го преведувавме, имавме комитет кој што тоа го ревидираше и точно е дека добивме потврда од Меѓународната федерација за финансиско известување од Лондон, каде што они ги потврдија преводот и дадоа зелено светло за може да се објават. Да се објават и тие се објавени веќе. Да. Ги видов на вашата веб страна се веќе објавени, но тоа не е нешто што се еднаш годишно што се објавува, па се апдейтира на секоја година, туку тоа малце почесто оди. Дали новите апдејти нонстоп ги преведувате? Еве сега крај на април излегува нови апдејти, ќе треба да видиме нив како ќе ги преведеме и во кој период ќе излезат. Затоа викам, ова е премногу е жива материја, особено со моментот на глобализација и дигитализација. Како што се менуваат потребите на сопствениците на бизнис, така се менуваат и стандардите. Се оди во насока на олеснување на работењето на бизнисите и подобро известување, односно подобро разбирање на бројките. Бидејќи последните трендови кои што се наметнуваат е дека не е само финансиското известување, него сега се става малце фокус и на нефинансиското известување, односно на тумачењето на бројките. Како фирмата работи, како се одржува, како расте. Значи, имаме повеќе, затоа викам, не е само финансиското и само билансот на состојба и билансот на успех, веќе имаме и нефинансиско известување, кое што гледаме дека и како се наметнува прво во земјите од Европа, сега веќе и на земјите во Балканот. Сега би доаѓа на прашање,
Голем проблем во овде исто во овој подкаст е истакнато дека македонските домашни компании многу малце соработуваат со странските компании кои што се во Македонија, не се снабдувачи, односно многу малце се снабдувачи на тие компании. Дали со издигнување на сметководството со меѓународни стандарди, нашите компании полесно ќе комуницираат со овие големи странски играчи што се овде во Македонија. Полесно ќе ги гледаат бројките, полесно ќе ги презентираат. Дали и сметководителите може да бидат спона каде што ќе се наоѓаат, односно да бидат некој линк каде што големите ќе ги препознаат малите или средните поточно, а средните ќе ги препознаат големите. Дали може да се намали тој јас каде што големите играчи, меѓународни играчи не ги препознаваат домашните македонски компании? Овдека ќе се осврнам од делот на сметководство. Не се осврнам од делот на бизнис, услуга, квалитет, цена и се останато. Овде зборам Зборуваме, јас сакам на секоја пример Горан странска- Тебедугов сака да конкурира за кај некоја голема меѓународна компанија и викам јас сум оваа фирма, ова нудам, ова е цената, ова е мојата компанија, овие се моите финансиски резултати. Кога вие ќе настапите пред странец со резултати со финансиски извештаи кои што се по стандарди, кога он може да ги спореди, да види вие како работите, односно да ви направи еден вид на анализа. Подобро е отколку кога ќе му дадете мал број на податоци, каде што не може да ја долови големата слика. Зошто го кажувам ова? Кога имате унифициран извештај, он ќе направи споредба со слични компании како во неговата земја, слични што биле во понудата. Меѓутоа, кога вие давате оскудни податоци, он не може да дојде до моментот на објективност, професионалност, транспарентност. Така да може да има влијание, не можам да кажам дека е главно влијание, меѓутоа може да помогне во сумарната оценка што странскиот инвеститор ќе има за македонската компанија. Затоа што вие сериозно настапувате и професионално настапувате. Значи, не е исто една фирма да дојде со 3 ставки во билансот на состој и билансот на успех, и не е исто една фирма да се представи со 15 ставки во билансот на состој и билансот на успех. Сам да кажам, представувањето е многу битно. Затоа што кога ќе ги читате бројките, во нив има многу што да се каже. Не е само остварил добивка и толку. Како сте стигнало до таа добивка, како се стигнало до тие трошоци, целата структура зборам поинаку се прикажува. Господјо Прентоска, зборувавме за многу теми, начнавме многу теми. Се надевам дека на сите што не следат ќе им биде појасно за што станува збори за важноста и за прилагодувањето и дека има стандарди кои што мора да почнат да се применуваат од 1 јануари 2025, но зборувавме и дека 2000 страници од новите стандарди се преведени и се апдейтираат тие нон-стоп во моментов. Рековте дека има нов апдейт. Дали ќе се успее во иднина сите апдејти на време да се преведуваат и да се дадат на сметководителите? Јас мислам дека ќе успее тоа што веќе почнавме да ги применуваме. И добро ќе биде да го држиме континуитетот за полесно ние да се прилагодуваме. Бидејќи ако пак направиме застој, сите измени што ќе дојдат, после ќе ни биде нас потешко да ги апсолвираме, односно да ги научиме, да ги совладаме и да ги примениме. Колку полесно ние се прилагодуваме кон сите промени, толку полесно ќе биде и за сметковителите тоа да го применат во своето работење во сметководство, а толку ќе биде и полесно сопствениците на бизнис тоа да го прифатат. Бидејќи се работи за врзан процес. Сметковителот применува, сопственикот на бизнис е тој што ги чита тие примени. И са некогаш ќе биде потешко, некогаш ќе биде полесно, меѓутоа ипак се работи за измени на светско ниво. Ние треба да ги прилагодиме према нашето функционирање, према нашата ситуација, према нашата состојба и мора ние како сметководители малце повеќе да се дадеме во делот на следење на промените и законски и сметководствени, односно надградување, за тоа што е професија. Вие ако не ја растете професијата, ако не ја напредувате, ние може само тапкаме место. Подобро сметководство, подобри финансиски извештаи, крајниот ефект ќе биде подобра пресметка на даноците. Да, но од друга страна, знаете што ви велат, ние сме толку мал и ограничен пазар, каде што немаме тоа голем број на финансиски инструменти, каде што немаме потреба од сите оние
правила што ги има во странство, меѓународните правила. Велат дека во Македонија може со 30% од тоа што е меѓународни стандарди да се функционира сосема солидно, односно 70% од меѓународните стандарди и повеќе не се применливи во Македонија, бидејќи фирмите генерално не работат со такви финансиски инструменти, со такви можности и сето тоа. Зошто тогаш дали треба сите оние 2000 страни, 2000 стандарди, односно сите стандарди што се во тие 2000 страни да бидат научени од страна на сметководителите? Ќе ги научи тој што сака да ги научи и тој што ќе му треба и тој што ќе ги искористи во негова корист. Знаете како, има моментов, тоа е многу добар сигнал, информација, колеги наши млади, кои што во Македонија работат за странски фирми сметководство, од тука. Меѓутоа, они работат за тоа што они ги знаат сметководствените стандарди. Тоа е целта на сметководствената професија, бидејќи кога вие работите по универзални правила, процедури, стандарди, вие можете да работите секаде. А колегите од регионот, кои што се членки на ИФАК, они може да работат во Германија сметководство, само треба да дополагаат даночна и законска регулатива. Бидејќи они имаат меѓународно призната лиценца. Ние немаме. И ние се стремиме да ја добиеме таа меѓународно призната лиценца. Ајде да појасниме за себе го што значи сето тоа. Од 1 јануари ќе може да се добие меѓународна лиценца. Не, ќе може да се добие меѓународна лиценца кога ние ќе станеме членка на Меѓународна федерација за сметководители. Тоа значи дека сме исполнали одредени критериуми и стандарди, меѓу кои се имплементацијата и користењето на меѓународните стандарди за финансиско известување. Ако ние ги исполниме тие критериуми и бидеме полноправна членка на ИФАК, што е период кој што трае, мислам е процес кој што е подолг од 3 години, затоа што бара прилагодување, примена и ефекти од сето тоа, ние тогаш ќе имаме меѓународно призната лиценца. Што тоа значи? Дека нашите колеги сакаат да работат во Германија сметководство, може да дополагаат даночна регулатива и законска на Германија и да работат таму сметководство. А може да работат и од тука, бидејќи сега со моментите на дигитализација може да се работи од дома. Еве имаме сметководствени бироа во Струмица, во Скопје, во Кавадарци, кои што веќе работат за странство. Дел за Швајцарија, дел за Шведска, дел за Австралија. И тоа е многу добар сигнал. Ако ние немаме пазар кај нас, ние можеме да работиме и во регионот, може да работиме и во странство. Затоа што е универзално знаење. Ајде, уште еднаш ќе повториме. Треба да се стане првиот дел од ИФАК. Да. Тоа е процес до каде сме? На конференцијата добивме поддршка од колегите во регионот да ни помогнат во тој процес. Имаме поддршка од Советот, имаме поддршка од Министерство, почнате процесот, сега се прилагодуваме. Се прилагодувате. Таму има 2 чекори. Едниот е процес на прилагодување пред апликација и процес на прилагодување после апликација. Временски рок што значува? Временски рок, она што е искуство од регионот е 3 години, минимум. Ние у која година сме? Ние сме сосема на старта Ние сме на сам почеток. На почеток. Ние сме Значи од сега baby step. добро, тоа значи првиот чекор, значи некаде ако се оди по планот 2027 би требало некаде да се дојде во членство во ИФАК. Кога ќе се дојде во ИФАК, се добива Меѓународно призната акредитација. акредитација. Секој што ќе се лиценцира во државава, во Ќе биде ИСОС, меѓународно признат. Да. ќе биде меѓународно признат. Така. Секој што ќе се лиценцира, што ќе ги знае сите овие меѓународни стандарди што се апдейтуваат нон-стоп, што ќе полага кај вас. Кој што ќе ги следи сите, значи он ќе треба да има положено испит, да има добиено сертификат и континуирано да ги прати сите промени кои што настануваат на меѓународна сметководствена сцена. Односно да биде во тек со последните измени кои што настануваат. И тогаш може да конкурира да работи било каде во светот. Со, например, спомнавте, во Германија може да, ако дополага нешто, да биде овластен за во Германија. Видете, секој кој што има со одредени испити положено сметководител, ги работи основните работи. Секоја земја, пошто си има своја даночна и законска регулатива, вие мора да полагате локално, затоа што тоа се специфичности на секоја држава. Како што е кај нас, за да дојде некој од странство да работи во Македонија сметковител, треба да ја знае законската регулатива. Така. Но, у суштина, она што сега го работат нашите програмери, аутсорсинга со Истото може да го работат сметковителите во секој момент. Во секој момент, до оној момент кога ќе бидеме дел од ИФАК и кога ќе бидат лиценцирани овде. Дел веќе има кои што работат и Така. сега, кои што се со искуство, зборам, примена на стандарди, добиле некој меѓународен сертификат, меѓутоа работат до оној момент до изготвување на даночните извештаи. Така. Затоа што ипак софтверите, како софтвери, се базирани на меѓународните стандарди.
И тие лесно се прилагодуваат. Така да идејата нас како институт ни е да може да ги натераме младите да работат и во Македонија, меѓутоа и во странство. Ипак интернационален пазар, квалитетот ќе си го покаже своето кој како да може да работи, така да добро е што веќе имаме и такви компании што тоа го работат. Аха. Значи, у суштина ова е наредниот пробив кој што може да се направи. Да. Со сите оние што ги бидува со бројки и со сметководство, у суштина може да работат меѓународно и да заработуваат. Има ли паричка во се ова? Има и тоа многу, затоа што кај нас, како што кажав, професијата е подценета и цената е подценета. На запад професијата е една од најугледните и цените се каде повисоки. Можеме да зборуваме на ниво на програмери дека се заработува? Зависи кој дел. На запад имате поделба на сметковителите. Имате таму се стрикно насочени во еден дел. Еден е за даноци, еден е за известување, еден е за сметководство. Они се насочуваат во еден дел, меѓутоа они се големи земји, големи стопанства и тоа е очекувано. Ние сме мала земја и кај нас се е збиено во едно. Кај нас сметководителот толку следи регулатива, толку знае, толку прати закони, толку све, што мислам дека премногу сме зели одговорност на самите себе. Значи, нема она поделба на сметководителите како во странство, што е? Се уште нема. Се уште нема. Нажалост нема, тоа е затоа што прво сме мало стопанство. Дали ни дава тоа не кочи или ни дава предност во однос на сметководителите во странство? Бидејќи се покажа, например, во 80-тите години образовниот систем на Југославија беше многу крут, многу општ, многу обемен, но сите што излегува од тој образовен систем и кога одеа да се дошколуваат на запад, и беше лесно школувањето затоа што одеа во системи каде што беше фрагментиран, односно имаше делови, например, поделени за математика, поделени за општествени науки, не знам, медицина, но фрагментирано. Во сметководството исто така е фрагментирано е на запад, кај нас треба да знаете се. Дали тоа ни дава некоја компаративна предност? До еден дел ни дава компаративна предност, меѓутоа до еден дел не е. Затоа што секоја специјализација дава подобар квалитет. Што повеќе сте, да не кажам све знаете, тука намалувате на квалитет. Меѓутоа кај нас, пошто состојбата е таква, немаме доволно колеги сметководители, има дефицит на кадар, како и во сите останати гранки, ние сме приморани да знаеме све, затоа што мора да ги обслужиме стопанствениците како што треба. Кога ќе дојде моментот на специјализација и на зголемување на квалитет на услуга, тоа веќе ќе разговараме од друга перспектива. Затоа до еден момент е пречка, до еден момент и не е. Коли има дефицит на кадри? Има. Има, верувајте. Значи, еве, отворете оглас, секој трет оглас се барава сметководител, овластен сметководител, секаде. Голем дел од младите ни избегаа. А и пошто не беше атрактивна професијата, си бараат друга перспектива. И са нас ни е целта, како институт, да ги поставиме темелите, да ја поставиме рамката, да го зголемиме квалитетот, професионалноста, за да може да ги привлечеме младите. Добро, еве, ве прашав дали на ниво на програмери, еве, не ми одговоривте околу платата, бидејќи веројатно подкастот ќе го гледаат и помлада популација, па ќе речат чекај, можеби ќе се решам за сметководител. Многу ги младите сакаат пари и ги мотивира исклучително пари, не некоја идеја да работат не знам што, туку кај што се заработува таму одат. Многу се флексибилни за разлика од нас повозрастните. Например, јас сум новинар, без разлика дали заработувам или не заработувам, ја ќе терам до пензија моја професија. Младите не, каде што е сиренцето, таму си одат за да го, како глувчето си одат по сиренцето, таму. Кај што се парите, таму се и младите. Колку може да се очекува, например, еве, да почетник сметководител што влегува во бизнисот, колку да заработува? А со, например, по 5 години колку би стигнал со заработувачка? Последните 6 месеци. Сам зборам ова што сме разговарале со агенциите кои што вршат регрутација на кадри. Почетната плата за Скопје, зборам Скопскиот регион, веќе за сметковител почетник е 45.000 денари. Ништо да не знае, табула раза, да има економски факултет завршено само... Да, и одредено искуство почетничко. Што можам да кажам дека повеќе од тоа е ради моментот дека нема доволна понуда. 45.000 за старт. Збориме сега за Скопје. За Скопје. За светководство. Да.
Во надвор од Скопје цените се многу пониски. Пониски. А еве на пример по 5 години искуство и веќе еве со некои Со сертификати. солиден сметководител, солиден сметководител кој што ќе работи во фирма, веќе достигнува и над 65-70 денари. 70. Збориме солиден кој што ги знае сите процеси, изготвува завршна сметка, даночни биланси, све. Даночни биланси. Значи, добро, окей. И колку треба да обслужува, на пример, еве, за 70.000 денари, колку фирми треба да обслужува? Сега збориме ние за тие што се вработени во фирми внатрешно, интерни сметководители што имаат, што си имаат интерно сметководство. Така. А аутсорс услугите, кај аутсорс услугите не се такви условите, малце се пониски. Тоа е пред се заради тоа што имаме многу мали микрофирми, каде што они бараат основни сметководствени услуги и секоја дополнителна услуга си го зголемува моментот на цената. Добро. Значи, сепак има бизнис во се во ова. Морам да се вратам малце и на политичкиот дел. Знам дека тоа не сакате да чепкате, вие сте не политички организација, но доаѓа до промена на власта, дојде до промена на власта. Сега ќе имаме нова министерка за финансии. Ќе зависат дел од процесите за усогласување, односно за примена на стандардите и од брзината на одговорност, на одговарање на Министерството за финансии, колку ќе може да ве следи тоа во целава постапка. Верувате ли дека Министерството ќе ви излезе во пресред за сите проблеми што ќе ви се јават во текот на ова усогласување? Видете, ние сме тие што го следиме Министерството. Какви динамики ќе наметне Министерството, ние пошто сме партнер заедно со Министерството и сите останати институции, сме спремни да ги следиме. Затоа што ова е, пак ќе кажам, инклузивен процес каде што многу повеќе институции се вклучени. Ние сме само една алка во целиот систем, како институт. Што треба Министерството да направи за да се заврши целиот процес и еве за 3 години вие да бидете во ИФАК? Не зависи многу работи од Министерството, зависи многу работи од нас, како сметководители, како индивидуи, колку ние ќе сакаме да се промениме, односно да бидеме професионални, да имплементираме, да користиме стандарди, да се усовршуваме, да го имплементираме кодексот. Пак ќе кажам, колку ние дадеме поквалитетно основа, толку Министерството ќе има полесно механизам сето тоа да го имплементира. Затоа што ако ние не дадеме добра основа, Министерството нема да добие добар продукт. Значи се зависи од вас во суштина. Пак и на почетокот кажав, се зависи од нас самите и ние сме тие кои што треба да го направиме. Нештото за тоа што услугата ја даваме ние. Нашето не се гледа. Значи ние не даваме нешто што се гледа. Меѓутоа даваме интелектуална услуга каде што нашите дадени предлози имаат влијание понатаму. Вака, доаѓаме до крајот. Она што сите сметководители го правам и подкастов и за нив, бидејќи го следат подкастов, ги интересира. Треба ли да бидат загрижени ако не ги совладаат овие нови меѓународни сметководствени стандарди, бидејќи некој во години, некој потешко му е да учи, некој е пред пензија, не сака да учи, да се прилагодува и сето тоа. Дали имаат комоција да во пензија или во наредниот период да не ги совладат, а сепак да си ја работат својата работа? Не треба да бидат загрижени за тоа што тие што ќе може да се приспособат ќе го работат тоа, другите ќе го работат другиот дел. За сите има простор на пазарот кој како да си работи. Од нив зависи кој колку ќе сака да зема од колачот. Дали да зема од тие што ќе работат по стандарди или да зема од тие што помалку им се потребни стандардите. Ќе има простор за сите. Пак ќе кажам, добрите да станат уште подобри, помалку добрите да бидат добри. Тоа е целта на институтот, за да можеме сите да функционираме, бидејќи сега кој имаме недостиг на кадар. Така да ќе има простор за сите. Можеби некому ќе им треба помалку време за прилагодување, можеби некому ќе им треба повеќе, меѓутоа ипак е процес кој што трае и ние сме тука заедно нешто да го премостиме. Затоа што некој можеби одма ќе ги имплементира, бидејќи веќе работи тоа, а некој може да ќе му треба повеќе време. Ама можеби ќе види дека може тоа да го совлада и може да го совлада, пошто он веќе го работи тоа. Само е прашање промената колку време ќе треба да ја апсолвира. Значи треба да се охрабрат, да влезат во новите стандарди и да ги совладаат.
можат и го знаат, тој и го умеат. Но тоа што ние имаме многу добри сметководители, зборам, стварно имаме добри сметководители и време е да си покажеме дека имаме добри и дека сме добри. Така е. За последно прашање, да вистина ли дека на дигитроните на сметководителите не постои минус, копчето за минус, само за плюс дека е? Знаете како, во очите на собствениците ние сме магично стапче. И јас гарантирам дека кај сметководителите знакот минус реално не постои. Они се, мислам, експерти како минусот го претвараат во плюс. Аха. Добро. Добро. Океј, ова би било за крај. Ви благодарам што бевте дел од подкастов. Фала многу на вашата покана. Да беше се гледаме.